Денеска во работна посета на Кочани престојуваше министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која оствари средба со градоначалникот Николчо Илиев во општинската зграда. По завршувањето на разговорот, градоначалникот Илиев даде изјава за темите за кои разговарале на работната средба. Во рамките на надлежноста на општината немаме некои посебни надлежности во делот на соработката, меѓутоа разговаравме за теми навистина како потпредседател на владата кои се важни за развојот на општината и секако за темите кои се актуелни во овој момент, меѓу кои и актуелниот референдум кој нестрпливо го очекуваме на 30 септември. Зграда која е во центарното градско подрачје, која навистина е во очена состојба и ствара лоша слика како за нашата општина, така и за институциите кои се сместени во тој објект и мислам дека условите се повеќе од минимални, мислам дека треба да најдеме решение. Во разговорот добив слобода од министерката да размислуваме и да изнајдеме решение кое ќе биде адекватно и прифатливо за општина Кочани и дека Министерството за одбрана е спремно нивниот дел, ако е потреба, да изнајдеме простори за сместување на луѓето кои се на работа во Министерството за одбрана. Министерката Радмила Шекеринска ја искористи денешната посета да ги покани сите граѓани на општина Кочани на 30 септември да излезат на референдум и да гласаат за Европска Македонија. Говоревме и за локалните и за државните предизвици. Сакам да честитам и на градоначалникот за успешното средување на финансиите во општината, кој што ги наследи со големи долгови, но покажа дека чекор по чекор проблемите, предизвиците можат да се решаваат. Се разбира дека говоревме и за еден голем национален предизвик, а тоа е престојниот референдум на 30 септември и шансата која што ја доби Македонија да направи крупен чекор напред кон членството во НАТО и кон почеток на преговори со Европската унија. Денеска беше објавено дека овој понеделник американскиот секретар за одбрана, првиот човек на Пентагон, првиот човек на најмоќната армија во светот, дека доаѓа во Република Македонија да биде наш гостин на официјална посета. Тоа се случува прв пат во последниве 14 години. Заборавивме како изгледа министер за одбрана или секретар за одбрана на САД, иако САД се наш стратешки партнер и политички, меѓутоа и во воениот дел. Тоа покажува колку е голем интересот и поддршката која ја сработи Македонија во оваа последна година. Средбата на министерката продолжи со прошетка низ централната улица на Кочани во придружба на градоначалникот, пратеникот, советници и симпатизери на СДСМ.